Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Убиени тројца американски војници во Авганистан. Google казнет за нарушување на приватноста на корисниците. На Олимпијадата американските екипни спортови се позлатуваат. Еве ги најновите вести. Авганистански полициски командант убил тројца американски војници специјалци, откако ги поканил да вечерат кај неговиот контролен пункт во покрината Хелманд, соопшти афганистанските власти. Американската армија пак соопшти дека лице во униформа на афганистанската армија убило тројца нејзини војници. Убиецот побегнал, а според портпаровот на Талебан потоа се придружил на бунтовниците. Ова е трет напад неделава врз припадници на меѓународните сили од страна на афганистанските колеги. Од почетокот на годината има најмалку 33 вакви напади. САД подготвуваат нови санкции против Сирија и други инстанции кои поддржуваат владата на председателот Башар ал-Асад, соопшти висок американски представник. Ќе го зголемиме притисокот со дополнителни санкции и кон сириските чинители, и кон оние кои ги поддржуваат акциите на сириската влада да го угнетува сопствениот народ. Изјави американско владино лице на новинарите во Гана, кои ја следа државната секретарка Хилари Клинтон на африканската турнеја. Google ќе плати казна од 22,5 милиони долари, затоа што ја нарушил приватноста на корисниците на интернет и покрај тоа што на компанијата и било укажано да не го чини тоа. Пресуди Американската федерална комисија за трговија. Агенцијата за заштита на потрошувачите го обвини информатичкиот гигант дека преку компјутерско колаче за рекламирање на интернет пребарувачот Safari можел да следат кои интернет страници ги посетува корисникот. Тешката суша во САД ја накачи цената на пченката на светските пазари. Се очекува домино ефект и на цените на месото, млекото и јајцата, а со фактот дека пченката се користи за добивање на етанол за гориво за автомобилите, најверојатно и шок на бензинските пумпи. Пченката на крстопат, како храна или гориво? Во срцето на Америка, Ајова, малите места како Галва, каде се одгледува пченка, со децении беа во економска депресија. Сега пак се градат нови домови. Факторот што ја јакне локалната економија е недалеку од полињата со пченка на фармерот Ален Бенет, што неговиот род го претвора во етанолско гориво. Има 3 фабрики за производство на етанол во непосредна близина. Конкуренцијата за производство на пченка е голема како никогаш досега. Во 2005 Конгресот усвои закон со кој во горивото за автомобилите мора да има известна количина на етанол. Меѓу причините да се произведува повеќе домашно гориво и да се намали нафтената зависност од Блискиот Исток. Така денес најмалку 1/4 од американската пченка се трансформира во гориво. Економистите велат тоа е причината што нејзината цена е 3 пати повисока од 2005. Но тоа ги погоди фармерите кои одгледуваат животни и ги хранат со пченка. Нивната индустрија побара Конгресот да го поништи законот за етанол. Фармерот Бил Тентингер, кој одгледува свињи во Лемар, Ајова, вели: Ако индустријата на етанол продолжи со вакво темпо, ќе го проголта приносот и ќе немаме пченка за исхрана. Фармерот Бенет е против поништувањето на законот. Тоа ќе значи банкрот на погоните за етанол. Оваа држава се потпира на етанол, кој е 10% од севкупното количество на гориво. Етанолот е добар за Америка. Фармерот Тентингер пак возвраќа дека големата суша годинава го натерала да размислува поинаку. Не бев од оние кои велат пченката или за храна или за гориво, но на крајот можеби ќе дојде до тоа. Аеродромите во Лос Анџелес, Њујорк и Хонолулу поранливи на зарази од другите. Вака е според најновото истражување на Институтот за технологија во Масачусетс. Има ли простор за стравување? Од следниот прилог. Освен луѓе, низ аеродромите може да минат и други видови на патници: грип, сарс, туберкулоза. Се вакцинирам пред патување и користам средство за дезинфекција на рацете. Јата Монтрел лета од Лос Анџелес за Хонг Конг и Малезија. Секој пат кога патува, стравува да не се разболи.
Некои аеродроми се поранливи на ширењето зарази од другите, според истражувањето на Институтот за технологија во Масачусетс. Биле земени предвид обемот на сообраќајот, бројот на долги летови, како и префрлањето на други летови. Според овие критериуми, Њујоршкиот Кенеди и Лакс од Лос Анџелес се на врвот. Истражувачот Рубен Хуанес го изненадило што малиот аеродром во Хонолулу е трет по ризикот за ширење на пандемија. Во интервјуто преку Skype за Гласот на Америка објаснува. Лоциран среде океанот, секој лет преку него е оддалечно место, значи може да дојдат заразени патници од илјадници километри далечина. Истражувањето е потсетник дека аеродромите може полесно да рашират зараза отколку другите транспортни центри. Многу луѓе близу еден до друг на релативно тесно место, коментира професорот по превентивна медицина на Универзитетот на Јужна Калифорнија Томас Валенте. Тоа не само што е зголемена можност за пандемии, туку и глобално сме во ризик од зарази што се случуваат на различни места во светот. Джонатан Самет раководи со Институтот за глобално здравје при истиот универзитет. Многу зарази се шират едноставно, со допирање заразени површини. На аеродромите и во авионите тоа е случај со тоалетите, рачките. Честото миење и дезинфекција на рацете е најдобрата превентивна мерка додека сте на аеродром, сметаат здравствените стручњаци. Во понеделник во Newsflash, Олимпијадата трае само 2 недели, но за некои спортисти во Лондон по неколку минутна болка ќе остане во трајно сеќавање. Не пропуштајте емисијата во понеделник. Олимписка тетоважа. Траен сувенир за искуството од игрите во Лондон. Гледате во понеделнички Newsflash. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, се гледаме во понеделник.